Добродојавте во уште едно ново издание на емисијата на терапија дискусија. На почетокот од оваа недела доктор Терзиев има разговор со неговата ќерка откако решава да го напушти семејниот дом. Неговата ќерка сака да дознае дали низините родители се разведуваат. Не помага многу. А ти мислиш да ќе помогне ако се иселиш? За сега, веројатно да. И јас не сакам вака да биде, ама ајде да го пробаме и ова. Мама вика дека бегаш. По завршувањето на сесијата со Симеон, доктор Терзиев се навраќа на настаните кои му се случиле со пациентите во последниот период. Дремна, докторе? Симеон. Ивана е изненадена од доаѓањето на незиниот татко. За прв пат собира сила да му се спротистави и да му каже дека поголемиот дел од незиниот живот тој не бил тука за неа. Па не ме одгледа баш ти. Како? Ај, повторите му. Најчесто не беше овде. Зана и Гент доаѓаат на последната сесија со одлука за развод. Доктор Терзиев забележува дека меѓу нив се уште постои љубов и дека треба да си дадат уште една шанса. Но Гент очигледно не мисли така. Готова е со нас така, Ген? Доктор Терзиев доаѓа кај Милена за да ја признае дека ја сака, но подоцна во разговорот со Вера дознаваме дека едноставно не бил подготвен да започне љубовна врска со неа. Иронично, нели? Терапијата со тебе успеала. Во серијата на терапија секојдневно имавме можност да видиме како главните карактери поминуваат низ своите проблеми во сесиите кај доктор Терзиев. Како тој како психотерапевт успева успешно или не да им помогне на сите, при тоа поминувајќи низ различни фази со сите од нив. Со тоа доаѓаме и до денешната тема за дискусија – психотерапијата во денешно време преку карактерите кои ги гледавме, незината улога и колку за неа се говори во денешното општество. Токму на денешната тема разговараме со двајца психолози, односно психотерапевти. Тука со нас се Деспина Стојановска и Марија Стефанова. Добродојавте во на терапија дискусија. Деспина, ќе започнеме со тебе за серијата на терапија. Ќе ни објасните ли каква е реакцијата, односно каква влијание имаше серијата врз публиката и воопшто врз психотерапијата? Се почесто луѓето дискутираат за серијата и тоа е некој знак дека навистина е гледана серијата и дека остава некаков впечаток врз народот. Поготово нас психолозите често не консултираат за самата серија, за самите процеси. Но она што сакам на почеток да го истакнам е дека влијанието е позитивно, бидејќи луѓето, барем мојот впечаток е таков, се охрабруваат да зборуваат за себе и за своите потешкоти со кои што се соочуваат во животот, а тоа го покажува зголемениот број на клиенти кои се јавуваат на сесија. Исто така гледам дека по социјалните мрежи често се дискутира за ликовите кои што се во самата серија, за интервенциите кои терапевтот ги применува. И тоа ме радува бидејќи активно зборуваме и работиме на нешто што се вика нашиот психички живот и евентуална можност за некаква промена. Станува природна таа средина терапевт клиент и се охрабруваат луѓето да доаѓаат на терапија. Марија, како вие гледате на серијата од аспект на психотерапевт и тоа што може да се препорача, да се извлече како заклучок, дали луѓето претходно навистина многу помалку говореле за тоа? Исто јас имам впечаток дека серијата и како влијае на сликата која што имам впечаток дека допрва се гради. Така. Сите коментари кои што доаѓаат до мене или сите прашања кои што доаѓаат до мене укажуваат на тоа дека луѓето добиваат представа како изгледа една сесија или како изгледа на терапија. Оно што ми е посебно драго е што имавме можност ние на македонски да ја гледаме оваа серија и да се согласувам со Деспина кога вели дека
да, на овој начин имаат можност да се охрабрат луѓето со тоа што се поистоветуваат или наоѓаат сличности со ликовите во серијата и добиваат еден впечаток дека да, може да се зборува на терапија за се. И не мора да се некои настани кои што оставиле исклучителни трауми за да се работи на себе. Некогаш едноставно работејќи на себе за подобрување на квалитетот на животот придонесува до развој на поинаква свесност и зголемување на потенцијалите и воопшто квалитетот на животот. Така што има влијание на нашата работа, има влијание на она што е процес. Така. Која е улогата на психотерапевтот во сеансите, значи во она што имавме можност да го видиме во серијата? Улогата на психотерапевтот во еден однос клиент-терапевт е исклучително голема и одговорна. Кога зборуваме за одговорност во процесот на психотерапија, зборуваме за поделена одговорност клиент-терапевт во однос на промените кои што се очекуваат да се случат кај клиентот. Но одговорноста за целиот процес ја носи терапевтот. Така што во серијата има низа ситуации кои што може би се по-пластично или по-екстремно покажани. Нели има ситуација кога терапевтот се влюбува во клиентот, што во пракса и не би требало да е случај. Но секако ние сме луѓе и Остана збор за драмски елементи особено. Така е. Се разбира дека треба да се задржи вниманието и да се постигне поголема популарност. Што ми беше зборот? Сакав да кажам дека да, во секој случај одговорноста на терапевтот е голема и сите тие случувања или се она што, да речеме, можевме да го видиме во серијата како сигнали или како отворено зборување во тој однос кога се случуваат и се развиваат емоции од страна на Милена. Во реална ситуација или во пракса терапевтот е тука да ги превенира, да ги фати тие сигнали и да ја одржи контролата на процесот. Диспина, што се случува во внатрешниот живот на психотерапевтот, неговите внатрешни доживувања во текот на една сеанса, она што претходно Марија го говореше? Не е едноставно да се биде терапевт и не е лесно, бидејќи, како што спомена и Марија, тоа е одговорна улога, одговорна професија. Би рекла за тоа што терапевтот ја има контролата на целата сесија и тоа е тој кој треба да го води процесот. Знаете, многу често се случува да поради атрактивноста на содржината која ја зборува клиентот или не знам, изненадувањето, самите елементи кои содржински се присутни во приказната, да се залепи терапевтот на содржината и тогаш велиме не, тоа не е правилно, туку терапевтот е оној кој го одржува процесот. Неговиот внатрешен говор или внатрешно доживување секако е нешто што терапевтот задолжително мора да го држи под контрола. Знаете, не се станува туку така терапевт. Ние затоа одиме на обуки и работиме на самите себе, за да ние првенствено се спознаеме себе со нашите нагонски доживувања, со нашиот внатрешен говор, со нашите несвесни содржини, за да може сето тоа да го доведеме на свесно ниво и да можеме на терапија да го контролираме. Неретко се случува да некоја од темите која се зборува на сеансата да е блиска или да во минатото имала некаква допирна точка со животот на терапевтот, зборувам содржински или да е слична. И да тоа некаде го покрене тој внатрешен несвесен содржински говор на самиот терапевт. Но колку подобро терапевтот се познава самиот себе, толку повеќе може да ги контролира сите тие нешта и се разбира дека и ние како и сите други луѓе се случува да сме водени од некој несвесен момент и да нешто не успееме да го исконтролираме. Затоа и е многу важно да со сигурност кажеме пред самите себе кои сме, што очекуваме од нас,
кон што се стремиме, кои се нашите цели и што може клиентот да очекува од нас. Впрочем, и на првата средба ги дефинираме, барем тоа е мој принцип на работа, дека ги дефинирам очекувањата на клиентот од моја страна и според неговите очекувања што сака да постигне или што може да очекува од мене, ја градам и мојата позиција во однос на тоа како и на кој начин може да му се помогне на тој клиент. Така. Јас би сакала да додадам нешто на ова што го зборуваше Деспина. Секако дека ние со нашата работа на себе за да станеме терапевти имаме поминато многу и можеби освестено многу несвесни механизми, но сепак сме луѓе. Или колку е поголема таа работа на себе, поголема е можноста да ние ги превенираме тие ситуации во кои што ќе се залепиме на содржината на клиентот. Но некогаш не сме, може да се случи да не сме сигурни во интервенциите, па затоа како колеги имаме супервизиска работа еден на друг за да чисто се преслушаме во тие интервенции или станеме сигурни дека не сме се залепиле на содржината на клиентот и таа содржина не предизвикало кај нас некаков процес кој што нели може за клиентот да биде во најмала рака, можеби не штетен, ама непродуктивен. Тоа што имавме може да го видиме кај доктор Терзиев и Вера, кај неговиот ментор. Така е. Тие супервизии се исклучително потребни за да имаме можност да ја следиме нашата работа, бидејќи сосема поинаку звучи кога тоа ќе се изговори или посебно кога работиме со специфични клиенти каде треба специфични интервенции. Заради тоа што во дискусија со некој кој што е колега и истото го работи, ако ништо друго добиваме идеја како би можело да се сработи истото или добиваме потврда дека тоа е соодветниот начин на кој што сме реагирали. Марија, споменавме претходно Милена, која што го имаше проблемот заљубеност во својот психотерапевт, но тука го имаме и Владо, кој што е професионален војник и кој што имаше режим на стриктно однесување, како војничко однесување во неговиот живот. Колку вие имате примери од вашата пракса на луѓе кои што имавме можност карактерите да ги видиме во серијата и вие во денешно време колку е тоа реално, значи колку тие карактери се реални, особено војничкиот начин на однесување, се разбира траумите кои што ги има како војник поради убиството на девојчето и така натаму. Така. Се разбира дека ниеден проблем или ниедна ситуација со која што ние се соочуваме на терапија не е иста, не е идентична, нема колку различни луѓе постојат толку различни манифестации на можеби еден исти проблем или предизвик со кој што се соочуваат луѓето. Но ако издвоиме или ги анализираме поединечните ликови во серијата, можеме да видиме некои клучни моменти кои што се повторуваат или се ги среќаваме и ние на терапија. Например, таквиот начин на воспитување, таквиот режим кој што го имал во детството Владо, па продуцирал таква личност која што е без емоции или со исклучени емоции. Така. Понатаму тој перфекционизам кој што се очекувало од него допринел да тој начин на однесување кој што е во суштина многу рационален со потиснати емоции доведе до едно однесување или доведе до чувство на нереализација или неисполнетост, која што во суштина ја сретнавме и кај Владо. Па затоа и самиот процес кој што се одвиваше кај него на терапија, со покренување на сите тие механизми кои што кај него придонесоа за освестување и бараа промена конечна, тој во еден момент не можеше да се носи со тоа све, па ја прекина терапијата, односно заврши така како што заврши. Анализирајќи го ликот на Владо, така, мене ми остави многу голем впечаток и би искористила сега прилика да тоа го споделам.
видливоста, колку е видливо како ние трансгенерацијски го правиме преносот на однесување. Значи од еден татко на својот син, поготово оној момент кога беше погребот на војникот, неговиот син, како и на кој начин ги манифестираше емоциите, односно на ригиден начин постои ригидност токму во тоа справување со одредени такви. Дека не треба да плаче пред иако таткото дека не треба да починав, плаче, дека не треба да изреагира бидејќи сокот се историл и така натаму. Тие дозволи и забрани детето уште во раните години ги стекнува во рамки на своето семејство и потоа го следат цел живот. Некои луѓе ќе најдат храброст да забраната ја трансформираат во некоја дозвола, па да, не знам, кога ќе станат возрастни, си допуштат да имаат емоции и да го проживеат, да го заживеат животот со тие нијанси, нели, бидејќи емоциите ни ги даваат нијансите во животот. Но некои за жал не може тоа да го постигнат и нема да имаат прилика да се разбудат себе си во еден таков поглед. Ми се чини дека војникот токму тоа со таа негова ригидност кон промената и отпор кон промената го манифестираше тоа однесување и одлично е избран како лик во серијата, како карактер, затоа што ми се чини дека голем број од популацијата, од народот, од гледачите на серијата ќе може да состават себе си во некоја слична позиција и да видат што се може да направат за себе во смисла на тоа да ги разбудат емоциите. Карактеристичен лик е и ликот на Ивана, која што има обид за самоубиство поради дисфункционалноста во семејството и најверојатно проблемот кој што се случува со незиниот пливач, се извинувам, пливачка со незиниот тренер. Значи, она како млада пливачка е под стрес, најверојатно да успее да постигне некоја норма, а од друга страна има дисфункционално семејство. Како гледате тој карактер на Ивана и колку е реален во денешниот живот? Карактерот на Ивана може да се анализира низ повеќе аспекти. Првично би кажала дека децата многу често го понесуваат симптомот во семејството кога зборуваме за конфликтност помеѓу односот на мајката и таткото, односно мажот и жената во тоа семејство. И тоа децата го прават со некоја имплицитна порака да го привлечат нивното внимание, затоа што, знаете, најчесто кога детето се соочува со некаков проблем, колку и да се мама и тато скарани, тие влегуваат во една родителска компатибилност, се со цел да му помогнат на детето. И затоа велам апел за внимание и апел за поврзување или повторно спојување на хармоничен, на еден близок однос помеѓу мама и тато. На кој начин ќе се пројави тој симптом зависи од самата структура на личноста на детето, зависи од условите во кои живеат, зависи од оние дозволи и забрани кои пред малку ги споменав. Па така во овој случај би рекла дека суицидалните обиди или мисли или нагони се еден вид на излез од целата таа агонија во која Ивана живее со незиното семејство или родителите. Инаку, да, се случува, не можам да кажам често или ретко, тоа е според нас една очекувана и нормална појава да луѓе дојдат на терапија поради тоа што имаат самоубиствени мисли или нагони или пак обид суицидален. И тоа се ситуации кога терапевтот исклучиво треба да биде внимателен, бидејќи зборуваме за една кревкост на карактерот, каде што мало невнимание или мала лоша проценка, погрешна интервенција може да значи живот. Так. Но секако, често се случува и да не ги кажат отворено вербално тие своји внатрешни доживувања и мисли суицидални, но ние како терапевти имаме одговорност да препознаеме поради одредена состојба на, не знам, длабока депресија или нереализираност во животот, неможност да се справиме со некоја пречка, фрустрираност и така натаму, ние како терапевти да препознаеме дали постои ризик за да се случи нешто такво, да клиентот си го одземе животот. И еве охрабрувачки кон луѓето кои и ќе ја гледаат оваа наша емисија, би кажала дека секогаш постои решение, дека тоа е излезот кој
не на ниту еден начин не ги решава проблемите, туку низ разговор со доволно време, со доволно верба во себе, во човекот со кој работат или ја водат терапијата, може да се излезе од тие потиснати длабоки кризи. Така доаѓаме и до односот меѓу психотерапевтот и клиентот. Всушност, ние имавме можност да видиме како доктор Терзиев се однесува токму кон неа. На почетокот тој беше многу помирен, односно потивок и поставуваше многу помалку прашања додека не се развија наредните сесии. Како е тоа во праксата? Во праксата е различно со секој клиент. Со секој. Да. Пред малку споменав дека колку различни луѓе, толку различни ситуации, толку различни манифестации на еден исти проблем или предизвик. Многу често се случува во пракса да го видиме она што го препознавме во серијата, а тоа е да луѓето дојдат на терапија со идеја да променат нешто, но при тоа да не се спремни, да не се подготвени, да менуваат. Па така да се појави отпор кој што во серијата можевме да го видиме низ низа примери. Преку ликот на Ивана на почетокот кога таа беше дојдена тука со идеја дека и треба извештај, но потајно очекуваше да го привлече вниманието на доктор Терзиев. Исто така отпорот можеше да се види и кај војникот. Тој во суштина можеше да се види отпорот во сите ликови, ако анализираме така. Војникот, провокациите што постојано беа упатени кон доктор Терзиев, долго време ги беа присутни. Доведоа до буквално физичка пресметка во еден момент. Точно. Во еден момент доктор Терзиев не успеа да одолее на предизвикот. Така што тој отпор во терапијата е многу често присутен. Тука е умешноста на терапевтот да го препознае отпорот и можеби да даде време во тој целиот процес да се придобие довербата. Во една ситуација доктор Терзиев, баш го приметив, го фатив тој момент, го нагласи тоа што е исто така мој став. Го цитираше Јалом, познат психијатар, кој што вели во терапијата љубовта е најважна. Љубовта лекува. Во суштина тоа значи дека колку терапевтот е посветен на клиентот, колку тоа го прави со разбирање, со љубов, ја покажува таа љубов преку разбирање и прифаќање на клиентот, толку условите за промена се подобри и исходот е подобар, односно очекуван, како крајна цел на еден процес на психотерапија. Деспина, колку интервенциите и начинот на кој што доктор Терзиев ги водеше сесиите се она што вие го секојдневно го работите? Дали е таков начинот и интервенциите на кој што тој ги правеше? За ова може да дискутираме 2 дена. Ниту еден терапевт може да води исто една сесија, така? Нели? Ниту пак може двајца терапевти да бидат сосема исти и така и треба да биде. Се разбира дека многу од интервенциите поинаку би ги направила, би се насочила на можеби некој друг сегмент од приказната или од процесот. Сите ние имаме различен стил на работа и сите ние имаме различен правец кој го работиме како доминантен правец во терапијата, иако во рамки на една терапија се вклучени техники од повеќе правци кои што терапевтот нели ги има изучувано или ги познава. Би сакала за ова да кажам дека и со колегите кога дискутираме дека интервенции како интервенции може да бидат и вербални и невербални. И тие делуваат на ист начин, односно со истиот интензитет, со истата моќност врз клиентот, па така нешто што можеме да исконтролираме, ќе го исконтролираме, но оние најчесто невербални одговор ги пројавува нашите несвесни доживувања и нашите потиснати содржини во терапијата.
И тоа има да речем големо влијание врз процесот и врз напредокот кај клиентот. Сега, како што кажав претходно, проекција си е проекција, ние како терапевти не сме целосно заштитени од истата, колку повеќе се познаваме и се супервизираме, тоа е подобро. Но исто така ќе напоменам дека па и не мора секој клиент да го бендиса, нели, или да биде задоволен од терапевтот. И клиентите се различни како и терапевтите. И тие може да пробаат 1, 2, 3 терапевти да видат кој најсоодветно ја разбира нивната душа и умее да влезе во еден сооднос кој што ќе даде на крај квалитетен производ. Се разбира дека не е ни здраво еден терапевт да се допадне на секој клиент, мислам, таман работа, тоа укажува на тоа дека терапевтот е целосно насочен кон клиентите и ги задоволува нивните потреби, но при тоа може да отсуствува она што, како што го кажав, контролата врз процесот, тука да биде насоката да биде клиентот задоволен. Не мора клиентот да биде задоволен. Психотерапија е болен процес. Знае многу да боли, ние допираме многу длабоки теми, многу потиснати содржини, рани од детството кои се уште го имаат ефектот во животот и тоа може стварно навистина да боли. И може и да плаче, може и да се смее, може и да постои еден хаос во животот на клиентот додека трае процесот на терапија, но сето тоа има за цел да на крај клиентот има поквалитетен живот од она што претходно би го имал. Терапевтот може на сеанса да прави, ова мојата менторка го зборува често и многу ми се допаѓа, терапевтот може на терапија да прави што сака, но мора точно во секој момент да знае што прави. Така. Од тој аспект интервенциите на доктор Терзиев мислам дека беа соодветни, затоа што на секоја негова интервенција јас пробував да видам што со ова сака, нели, да постигне во крајната завршна фаза од процесот и некаде наоѓав примена. Може би поинаку би го направила, може би за нешто друго би се фатила, но генерално мислам дека секој има право на собствен стил на водење на терапија. Марија, вашите клиенти кои доаѓаат, дали имате можеби статистика, веројатно можеби и знаете, кога всушност настануваат првите проблеми? Минатата емисија зборувавме за воспитанието и одгледувањето на децата. Дали се тоа трауми од детството или од подоцнежниот период, тинеџерство? Значи, кога всушност имаат проблеми, кога настануваат проблемите кои подоцна влијаат врз личноста? Дел од ова го зборуваше Деспина, кога ги објаснуваше забраните, дозволите и така натаму. Сето она што е воспитување и начин на кој што родителите се однесуваат кон децата во период кога детето се спознава себе си и во период кога донесува одлуки поврзани со себе, ама и со светот надвор, тогаш ја оформува сликата за себе. Тогаш ги добива првите информации и дознава како да. Сето тоа го прави под влијание на начинот на кој што родителите се однесуваат кон него или начинот на кој што тие меѓусебно се однесуваат. Или преку тоа го добива примерот како изгледа светот. При тоа што овде буквално сите карактери има проблем или некоја травма од детството, дури брачниот пар занегент има проблеми во воспитувањето на детето, односно различни ставови. Сите ние си носиме некакви образци кои што во одредени моменти си ги пренесуваме во ситуации кои што кога се повикуваме на истите. Тие образци се различни и тие образци настанале некаде назад, односно во детството, и се под влијание на воспитувањето. Така што кога зборуваме за траума, многу е важно да го испитаме минатото, односно да се надоврземе на тој период кога настанале клучните одлуки за себе, а така да ја поврземе траумата, односно тоа искуство со да добиеме одговорот на доживувањето, интензитетот на истата. Така што, да, во суштина се е поврзано со нашето минато, односно со нашето детство.
Многу ми се допаѓа ова што Марија го кажува и го истакнува важноста на тие рани пораки кои ние ги добиваме. И многу често во литература ќе прочитате, ако сакаме да зборуваме за психологија, дека постојат модели на идентификација. Во оваа серија имавме прилика да видиме повеќе такви образци на повторувачко однесување. И истото беше случај токму и со докторот, односно со терапевтот, кој наликна неговиот татко како да го повторува неговото сценарио со тоа што е доктор, работи како доктор, потоа се влюбува во неговата пациентка, клиентка и на чекоре да ја направи истата според него грешка, се до оној момент додека сваќа дека тоа не е негов избор, туку тоа е само пресликување на нешто што било пример во неговото семејство и дека не е негов избор да го напушти семејството, како што впрочем тоа го направил и неговиот татко. Така што тие рани заклучоци за нас самите, за светот, за семејството, вредносниот систем кој сме го изградиле, не води низ животот и се повторува. На крај би сакал да објасниме разликата помеѓу терапевт, односно психотерапевт, психолог и психијатар. Тоа во серијата беше малце збунувачки. Морам да признаам дека мојата реакција првично на тоа беше. Во серијата доктор Терзиев е доктор, наречен како доктор, психијатар, психотерапевт, но и психолог. Во неговата биографија пишува дека е психолог кој што завршил на филозофски факултет и е член на комора на психолози и така натаму. Тоа создава една забуна, заради тоа што психолог, психотерапевт, психијатар, тоа се све различни области на делување. Јас и Деспина сме психолози, но и сме психотерапевти. Исто така психијатри со дополнителна едукација од психотерапија може да бидат психотерапевти, но професијата психолог и психијатар се две сосема различни професии. Нели психолозите работат со здравиот дел на личноста и сите оние развојни проблеми, почнувајќи кај децата, па сите транзиторни проблеми што ги среќаваме кај возрастните и се оно што нели влегува во доменот на здравиот дел на личноста, психијатрите работат со болниот дел на личноста или сите оние пореметувања во менталното здравје. Така што психотерапијата некако ги поврзува овие две професии, бидејќи психотерапевт може да биде и психолог, може да биде и психијатар. Ова е важно да се напомене, за да има впечаток дека луѓето не ги прават тие разлики. Многу често и мене како психолог ми се обраќаат со доктор или психијатар. Јас реагирам на тоа, па секогаш ги поправам или можеби ги едуцирам на овој начин на кој што ги правам разликите или ги објаснувам разликите. Важно е да се напомене и имам впечаток дека колку повеќе луѓето се отвараат и се ослободуваат да зборуваат за своите проблеми, па така и посетуваат психотерапија, одат на психотерапија, толку појасни ќе бидат сите овие разграничување или домени на делување на психолог, психијатар, доктор и така натаму. И во контекст на ова, нашите клиенти ги нарекуваме клиенти, не пациенти. Во серијата и тоа беше исто така збунувачки, некогаш клиент, некогаш пациент, од причина што нели ние не сме доктори, па нашите клиенти не се пациенти. Психијатар кој што работи со психијатарот може своите клиенти да ги нарекува пациенти затоа што тој е доктор. Така што тоа некаде е главната разлика помеѓу овие професии. Така да, во секој случај, за да стане еден човек психолог, треба да заврши филозофски факултет. Така е кај нас на Државниот универзитет, има и приватни, други се разбира. За да стане психијатар, треба да заврши медицински факултет и да специализира психијатрија, а за да се стане психотерапевт по завршување на овие главни
по завршување на високото образование или специализацијата, се запишуваат на дополнително образование, образование за психотерапија, едукација за психотерапија во разни неформални, кои што кај нас се уште не, во неформален облик. Така што има разлика и добро е да се разјасни и за народот е добро да се разјасни. Психијатар може да препише фармаколошка терапија, на пример, психолог не, бидејќи е медицинско лице и често ќе додат и ќе побараат од мене рецепт за нешто, па тука наоѓам прилика да објаснам која е суштинската разлика. И која е вашата улога? Да, и која е нашата улога. И да напоменам дека многу е добро кога постои тим од психолог и психијатар, за се разбира кога се работи за некое поголемо нарушување, за да може да се во целост да се разработи. Во суштина таков протокол и постои на соработка. И на крајот како заклучок дека не е некоја фама, не е ништо страшно, ако некој има проблеми, дека слободно може да се обрати на психолог, односно психотерапевт и да започне своја сеанса за да си ги реши всушност своите проблеми. Би кажала дека е проблематично првиот пат да дојдат. Знаете, тоа е обично проблем или процес да се охрабрам првиот пат да отидам на терапија. Оној кој дошол еднаш сигурно доаѓа и втор пат и трет пат, затоа што веќе почувствувал кој е благодетот од разговор на такво ниво. Јас се надевам дека преку овој разговор барем ја доближивме оваа тема до гледачите и некако ги охрабривме да дојдат и разговараат за своите проблеми, односно на еден начин ја промовиравме нашата професија која што и серијата гледавме серијата, точно. Серијата точно во функција некако на промоција на оваа професија да живее. Марија Диспина, ви благодарам за учеството во емисијата на Терапија и дискусија. Благодарам за поканата. Тоа беше денешната дискусија на тема влијанието на серијата на терапија и психотерапијата во денешно време. Денешната на терапија дискусија заврши. Вашите ставови и мислења може да ги споделите на социјалните мрежи и да дискутирате за денешната тема. Во последното издание на терапија дискусија разговараме со дел од екипата која работеше на најуспешната македонска серија оваа сезона. Благодариме што не следевте. Повторно сме со вас за една недела. Поздрав и се најдобро.